Почитувани, веќе втора недела Христијан Мицковски и директорот на АНБ Бојан Христовски одбива да декласифицираат документацијата која би требало да го потврди случајот со наводното следење на Мицковски. Не само што власта нема храброст да декласифицира споменатата документација, туку и прави се за да ја саботира работата на надзорната собраниска комисија за работата на АНБ и Агенцијата за разузнавање. Вчерашната седница на надзорната собраниска комисија, која требаше да ја следи работата на службите, мистериозно беше откажана, иако претениците на ВМРО ДПМН ја потенцираа итноста за таа веднаш да се одржи. Од што се плаши Христијан Мицковски? Дали Христијан Мицковски се плаши од содржината на овие документи, кои доколку се декласифицирани, ќе ги покажат врските на премиерот со странските служби од непријателските држави? Дали е точно дека оперативната обработка на Агенцијата за разузнавање и АНБ, која власта одбива да декласифицира, била во врска со откривање на руски агентурни мрежи, екстремизам и финансирање за дестабилизација на државата? Дали е точно дека Мицковски, иако не бил мета на следење, влетел во комуникација со лица кои имаат за цел да дестабилизираат државата, а биле финансирани од странски пари? Дали дел од овие финансии завршиле лично кај Христијан Мицковски или во сефот на Белата палата? Основната цел на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање е да ја заштитат државата од странски и домашни непријатели. Дали Мицковски за торби пари го продал интересот на сопствената држава на странски непријателски држави? СДСМ отворено и јавно ја повикува власта на чело со премиерот Христијан Мицковски: декласифицирајте ја документацијата, затоа што македонската јавност заслужува да ја знае вистината.